Процедурално Бојан Стојановски. Почитувам господине Битикиеве, сега на паузата, направете една координација во пратеничката група, председателката е од вашите редови и кажете и дека можеме и дека таа ќе одлучи до кога ќе работиме и колку ќе работиме. Јас ви кажав, прифаќаме, но со сето тоа разговарајте и за ризикот да нема тука јавување во живо или пресконференции дека оваа страна која што бараше да се работи 24 часа е празна. Еве ги луѓето тука се. Сакате до сабота, до 24 часа маратонски ќе работиме, ние немаме проблем. Само еден аргумент, еве вака да споредам. Овој иста амандман му е 5-ти пат со истиот текст да се поднесе. Предходните 4 пати бил подпишан од Петар Ристевски, сега е подпишан од Миле Талевски. Која е разликата? Што министерот кажа дека се издвоени средства и дека се реализира. Кажа човекот сега пред малку дека има издвоени средства за ова. Ова вие 10-ти амандман досега со истава работа да ве фаќаме дека едноставно амандманите ви се подготвени, неподготвени. Ете, пред вчера излеговме тука и кажавме дека за припадниците на армијата имавте поднесено амандман, министерот ги награди. Сега за квалитетот на амандманите е тој. Ние само една работа кажуваме, затоа да се разбереме подробно, да не се повлекуваат амандманите за да дебатираме по истите. Ние сме тука и спремни сме за дебат. Никој од нас тоа не вика дека не може да се спречи. Ако сакате излезете, зборувајте што сакате, како сакате оквалификувајте ги. Затоа ви викаме ние да не ги повлекувате, не го спречувајте правото на дебата. Ако го правиме ние тука да поднесеме за пресконференција да излезе партискиот претседател дека буџетот е ваков, таков, онаков, поднесуваме 200 амандмани за да го оправиме, тогаш ние очекуваме да дебатираме по секој еден амандман. Затоа што ако сме поднеле амандман со должно внимание, треба и да дебатираме по истиот. Да се разбереме, комисијата токму затоа иде во живо, граѓаните да проценат дали некој со амандманот кој што го поднел бил сериозен или не бил сериозен. Затоа ве замолувам уште еднаш заради демократскиот принцип на дебатирање, секој се разбира со својот начин и со своите аргументи кои што ги има, не можете да го скратувате правото на дебата. Дајте да дебатираме за секој амандман. Благодарам.